Обврска за работодавачите пред да им го раскинат договорот за вработување на работниците заради кршење на работниот ред, дисциплина или работни обврски, да спроведат дисциплинска постапка, да им дадат писмено предупредување и можност за одбрана на работниците. Договорот за вработување може да биде раскинат со спогодба помеѓу работникот и работодавачот. Новиот закон за работни односи пропишува обврска дека оваа спогодба мора да ги содржи својрачните потписи на работникот и работодавачот, својрачно напишан имиње и презимиње на работникот и работодавачот и својрачно напишан датум кога се случува спогодбата. Сметаме дека ваквата промена во новиот закон за работни односи ќе ги намали злоупотребувањата и прекршувањето на работничките права на работниците при потпишувањето на спогодбата. Новиот закон за работни односи пропишува обврска за работодавачите кога сакаат да им врачат отказ на вработените, да мора да им достават писмено предупредување за подобрување на нивното работење со јасни писмени насоки во кои што треба да ги подобрат своите работења. Рокот за подобрување на работењето на работниците изнесува 15 до 45 дена, а во овој рок не се засметуваат деновите од боледување, одмор или други оправдани отсуства на работникот од работа. Сметаме дека ова е позитивна промена, бидејќи работниците ќе имаат доволно време да го подобрат своето работење, а од друга страна ќе имаат и јасни информации и насоки како и каде треба да го подобрат своето работење. Новиот закон за работни односи пропишува можност за работникот кој смета дека работодавачот му ги прекршува неговите работнички права да поднесе приговор до работодавачот со барање во рок од 15 дена работодавачот да постави приговорот, односно да ги отстрани прекршувањето на работничките права. Дополнително, новиот закон го зголемува и рокот за поднесување на приговор од страна на работникот по одлука за отказ од работодавачот. Наместо досегашните 8 дена, новиот закон за работни односи го зголемува овој рок на 15 дена за поднесување на приговор. Сметаме дека со зголемувањето на овој рок, работниците ќе имаат доволно време да се информираат каде и како може да го поднесат приговорот, со што ќе се намали ризикот за пропуштање на овој рок. Новиот закон за работни односи пропишува обврска за работодавачите пред да им го раскинат договорот за вработување на работниците заради кршење на работниот ред, дисциплина или работни обврски, да спроведат дисциплинска постапка, да им дадат писмено предупредување и можност за одбрана на работниците. Уште една новина која што го введува овој закон е застапување на работниците во дисциплинската постапка. Наместо досегашното законско решение кое што нуди само застапување од страна на синдикатот, новиот закон за работни односи ќе нуди можност за застапување на работниците од страна на адвокат. Сметаме дека ова е позитивна промена, бидејќи работниците ќе имаат можност да ги изнесат своите факти и околности во дисциплинската постапка во нивна одбрана, со што ќе се зголеми нивната правна сигурност и заштита на нивните работнички права. Новиот закон за работни односи предвидува дека работниот однос може да престане и врз основа на судска пресуда. Позитивна промена во оваа насока е префрлување на товарот на докажување на страна на работодавачот. Сметаме дека ваквата промена во новиот закон за работни односи ќе му доближи пристапот до судска правда на работниците и ќе ги мотивира работниците да покренуваат повеќе судски постапки за заштита на нивните работнички права.